Ljuben moj, roden kraj, tvo srce verno sam jaz. Ti je dalečni mesta, vo moj odroden kraj, me vika, vo duša vas znaj. Polinja reki i lipa cvet, kraj dolog tvoj, domot moj. Ti je dalečni mesta, vo moj odroden kraj. Čovjek koji će se dobliži do 70-ta godina neretko pravi jedan osvrt na to što pominalo iz njegovog život. Vi dneska sme tukaj zajedno, jedno društvo za koje može da kažem da je moj život, reći si, celiot moj život od najranite mladeški godini do danas. Mnogo pati se prašuvame i jaz i site moji kolege kako izdržavme ovije 40-50 godini da bideme zajedno. Kako izdržavme da gi pomineme site возрасти, сите периоди на животот, професионални, приватни и така натаму, а да останеме пак заедно, да останеме пак блиски и да живееме и ден денеска блиско. Мислам дека една работа е основна. Прво е домашното воспитување, второ е начинот на живот кој го водевме секогаш во некои организации, почнувајќи од пионерската, преку извидничката и понатаму, така да сето тоа создаде кај нас едно чувство и осет за живот во еден колективен дух, во една атмосфера која мора секогаш да биде заедничка, во која нема моje право, твое право, има многу и попуштања и инсистирања на своите работи, меѓутоа и прифаќање на туѓите работи. За овие 50 на години, а има другари тука кои се заедно и по 60 години, имаме поминато многу во животот. Меѓутоа, сите тие работи се главно убави. Не успеа да не разделат ниту партии, ниту ситни кавги и, да кажам што е најважно, не успеа да не разделат, да разбијат и жените, што викаш ти. Мислам дека тоа е една од работите во која и тие се вклопија, а друга работа е многу важна, сакајќи да живееме и понатаму заедно. Измешани сме и со кумства, и со старосватови, и се направивме за да бидеме што е возможно поблиски еден до друг. Се надевам дека додека не држи здравието, ќе бидеме и понатаму заедно. Со задоволство и со тага се сеќаваме на оние што не се со нас заедно. Денеска сме овдека релативно малку. Вие ќе видите од некои наши фотографии дека немало и многу повеќе. Меѓутоа времето, годините и судбините си го прават своето. Меѓутоа тука сме живи и здрави сме да бидеме уште повеќе заедно и уште послободни. Ајде на здравје. Да бидеме Господ сега, да се гледаме почесто. Јас сум со ова друштво повеќе од 50 на години и декако имаше и помали од мене по години. Овде моментално најмал е Владо, потоа јас, другиве се постари. Матури. Меѓутоа, сите тие луѓе ми помогнаа да издржам во животот. Имаше моменти кога со извидници, например, требаше да се оди на логор, ама често за мене собираат другарите пари, за да можам и јас да поминам неколку дена на море или на езеро. Тоа беа овие другари. Што е важно, како што рече и мојот старосват Диме и колега, мој драг колега. Породбинска врска има. Ние, да, еве и породбинска врска, бидејќи сите сме роднини во ова друштво. Не има околу со се нашите сопруги единствени и едини, барем до сега така е.
Така бевме воспитани. Има и исклучок. Никој не се разведовме, никој не напуштивме семејство. Имаме деца, имаме внуци. Еден од најбогатите со внуци е Јошко. Колку имаш, Јошко? 7. Првите 7. Браво. Да, рекорд први. И како се чувствува? Дали Ништо хубаво. Јас го спомнав ова да ви кажам дека и нашите деца меѓу себе се дружат. Веројатно и внуците ќе се дружат и ова дружење ќе трае не 60 на години колку што е сега. Меѓутоа и потоа преку нашите деца, синови, ќерки и внуци, еве како што рекле. Климе Поповски е еден од столбовите на ова друштво, би рекол, и мислам најдобро ќе биде ако каже Греđevine без стол. Јас мислам, јас го имам тоа чувство, макар да сите сме исти, и може би тоа не одржало, тоа наше другарство толку години, сите сме од Скопје, од овие улици, и детството, и раната младост, и младоста, а еве сега и староста веќе, ако може така да се рече, зелите години ги поминуваме пак заедно. Климе, во една прилика ќе рече не одржа најмногу толеранцијата меѓу нас. Така ли беше? Не. Со извини. Не. Не знам сега, кога стана збор за една ваква средба и за ваква рекапитулација, стварно не знам што е тоа што не одржало тие 60 години. Сега има многу модерни изрази, тој флуид меѓу нас и така натаму, да не го разглабаме. Можда некој треба да седне од некој друг аспект да го разработи ако има интерес за тоа, а факат е дека ваква големо друштво, ваква голема компанија, да речем, во градов не постои. Ние сме перманентно заедно толку години и ден денеска на слави, на роден ден и на свадби, на сите фамилиарни нови години така натака. Така да нас единствено дома ни представува проблем да се сместиме сите кога треба да се собере. Друг проблем нема. Второ, за мене е многу значајно што и на моите деца и на вие помладиве сега, гледајќи како живее сегашната младина. Ние е факт дека сме поминали еден многу содржаен живот во младост. Ништо не било случајно нити во пионерската организација, нити во извидништвото, а ние извидништвото сме биле оснивачи на извидничката организација, јадрото, да, извидничко, и тоа по негдека 53-та година извидниците се формираа во Македонија, а активни бевме до 60-тите, 65-та, 66-та година. Трета викаш Климе, значи више од пола век. Пола век, веќе 52 години има. Така да останахме долго во таа организација, прво како членови, па после и функционери. Така да негдека може да се каже до 70-тите години сме биле поединачно така индивидуално активни. Меѓутоа животот го направил тоа што го направил секој со својата проблематика, со своите патишта животни, со своите потреби и така натака, сме се одвојувале, меѓутоа и ден денеска сме заедно. Тому е 40 години праксата е помина во Германија, меѓутоа не се чувствува дека не е присутен тука и перманентно сум модел по други обврски, сум бил одсетен од друштвото, други биле по други обврски, меѓутоа тоа велам што тоа не држело и што не држи и ден денеска е тука. Прво доваѓање кога сум бил надвор од земја, прво доваѓање во градов, се видам со своите, али се видам и со друштвото. Вториот ден, кај сме, што сме, кој е, како е и така натака. Така да, велам, не знам што е тоа што не држи, али не држи нешто. Можда не одржало меѓусобното почитување,
Možda не тежок збор е сиромашти, ама сме биле скромни сите и околината била скромна, процентот на луѓето бил многу скромен и од таму меѓусобното почитување придонесувало. За среќа и овие 15 години, кога и почнал народ да се помалце диференцира, меѓу нас нема ни еден кој е партиски определен. Што мислам во овој временски период, кај што е малце нервозно и така натаму, ова го допринесе. Сега да не ја кажуваме да биде многу озбилна ова емисијава, морам да ви кажам дека државата ни е должна на нас во работниот стаж. На овој дел на корзото имаме поминато 60 години. И по некој саат ако ни дале за талкањето низ старото корзо и кошто, би требале да добиеме прво поголема пензија. Борачка. Втората работа, некој ќе се запраша што па седиме овдека. Знаете, има пуно кафани, прашува што па седат овде. Морам да ви кажам, во духот што нешто не одржавал, ја има еден стар збор и кибицирање се вика, каде што се гледа и светов убав што поминува, кој морам да кажам дека Македонија има убав свет, и ние се уште меѓу нас има кои и гледаме низ пенџерето, така да денеска сме во среќна околност што завесиве ги тргнале, па можеме и нешто повеќе да погледаме. Друго што би сакал да кажам, морам да речам сме среќна генерација, сме прешле и некои други премрежија, меѓутоа у секој случај една многу среќна генерација, знаете, секоја емисија треба да има порака. Мојата порака е што повеќе младите да се дружат, општеството што повеќе да се врати да ги негуе општествените организации. Бидејќи секој индивидуа има наклоности према нешто, ние извидници, некои феријалци, некои стрелци, некои кајакари, што почнија да се губи. Еве можда во трендот на времето да речам, меѓу нас многу малце пушат. Еве гледате овдека прво немало пушење. Да не спомнуваме дека не сме дозволувале на ние што сме ги воспитувале да страно било и пушењето, а камоли дрогата во овој временски период. И би сакал да дадам, еве и да завршам со еден податок, во моето работење едно професионално, за 20 години имам однесено 200.000 деца на море. И поставувам прашање, дали за овие 15 години однел некој 2000 деца на море. И тоа све деца, мислам, не многу богати, кои се издружиле, а морам и да ви речам да не претерувам, сме прихватиле и деца кои биле тапкароши пред кино култура, продавале карти, сакале да скренат, па сме ги зимале со нас да ги преваспитуваме. Да кажеме само дека ова го зборува од аспект на тоа што беше неколку години секретар на Сојузот на извидниците на Македонија, на Шипка, тоа му е извидничкото име, ние сите имаме такви имиња. И тоа беше она што може би и го одржа и ова друштво. Мислам дека искреното пријателство без користолюбие, пријателство кое што не е како некои денешни пријателства, секој пат јас тебе ти мене, него пријателство кое што целиот наш живот не одржавало во една атмосфера на шеги, на смеи, на заеднички доживувања, е еден од оние моменти кои нас не држи веќе 50 години, може би 60 години заедно. Ова пријателство, некој од моите другари спомна, ние го пренесовме и на нашите деца и, што е многу поважно, и на нашите сопруги. Јас можам да ви кажам и да се пофалам дека и нашите сопруги го следат нашиот пример и тие се многу присни пријателки. И тие се состануваат заедно со нас или посебно без нас и тие имаат свој, да речам, заеднички живот, решаваат заеднички проблеми и така натаму. Значи, искреност и само искреност нас не одржава. Не користолюбие. Ние сме сите во главном
една специфична струка. Ние сме градежни инженери, поголемиот дел од нас, со исклучение на неколку колеги, и ние и во тој професионален однос секој пат сме имале коректен професионален однос, сме си помагале, сме се дополнувале и така натаму. Да, ја сум 40 години надвор во Германија, али секој пут ми била мислата Скопје, а чим Скопје, другарите. Например, со Владо сме ние од детинство 62 години другари. Сите тие што отишле во иностранство имаат некоја болка или некоја носталгија кога ќе се вратат еднаш дома, па да имаат едно друштво. За мене било тоа предност, бидејќи имам другари кои се стварно искрени, а покушавме да се и сродиме, ете, кумови и така. Таа тага, сега, као постар, ето, у пензија, се враќа и на помислата дека некој од другарите ги нема. Секој пат кога ќе дојдам, најпрво ќе питам какво е, кој е, што е и се пребројуваме. Ама како гледам, до сега, фала на Богу, сите сме здрави и живи, све е убаво и добро, али тој живот од 40 години, кога ќе дојдем у Скопје, као да сум го заборавил. Ја на ова све што кажа другараја, едно би додал. Томо кој ќе дојде овде, бидејќи не бил тука, а јас не скоро, него цел век овде го проведов, а што вика Владо, стари сме, 70 сме, 35-36 годиште. Па ќе ме праша мене, кој беше бе овој, јас сум тој што треба да му кажам кој беше тој. Ти водиш евиденција? Да, водам евиденција, а и цел век го проведов овде. Не да не сме се скарали во ова друштво, говориме се за убави работи. Еве, например, со Душко, Пенчич се скаравме и тоа многу добро. Бевме на Пале, на смотра извидничка, 57 година. А зошто се скаравме? Ние бевме во населбата Кожув, а Душко беше во населбата Орце Николов. И сега коначари бевме сами во тие планини Романија и Јахорина, во една увала на Пале кај Сараево. И дојдоа да не беше 2 август. И правевме логорски огнови. И нашата населба Кожув, и населбата Орце Николов. И отидовме кај сплитјанките, цела чета, најубавите девојчиња на цела смотра, да ги поканиме. А они ми велат мене, јас ги канев. Они ми велат мене, па веќе сме поканети во населбата Орце Николов. А јас велам, па не, тие се од околината на Скопје, ние сме скопските градските извидници. Душко тогаш го извади дури и пиштолот и ме бркаше со пиштол таму на Пале, меѓу ја по Романија, по падините. И може би имаше право што, ете, ама тогаш така ми дојде мене и едно од доживувањата и тоа. Меѓутоа, станавме и натаму добри пријатели и добри другари, еве и ден денеска, по скоро 50 години од тој настан на Пале кај Сараево. И сплитјанките не дојдоа ни во Кожув, ни во Орце Николов. И изгубивме. Секогаш е така. Изгубивме. Ајме да бидеме здрави, живи. Изгубивме. И нашата населба, и населбата на Душко Пенчич. se bezmiren son i kopnjam o roden kraj.
so krilja na sono me nosat kaj vas, kaj sonce to greje za nas. Mečta je to samo, ko zna, ko jas, no v srce to vleče roden kraj. Првата и последна свадба е 61 година, значи да не ги броиме колку се тие годинки, наши годинки се. У тоа време немаше традиција као сега по ресторани, по големи кафани. Ја организирав во мојот дом. Не знам дали некакви слики се сачувани, ја ги чувам тие добро слики. Сите овие, буквално до еден, беа присутни на таа наша свадба. Главни сватови, да. У тоа време немаше некоја музика, ја донесов од Белград некаков грундинг, имаше на ленти некоја музика снимено, али еден борче од Битола, со едно гитарче, таков штимунг направи, таква атмосфера направи многу пријатна. Ја мислам сите многу добро се осеќавме. И на денешниот наш другар Бојан Шоптрајанов, он е и академик, неговиот татко Чечко Тоде ми вика, абе, овој човек кога ќе се жени Бојан да ми го донесеш, вика, многу ќе биде добар. Така да нашата свадба беше прва, имам до мене другар кој што ме однесе на свадбено патување. Тоа беше една од првите коли. Пето, у Скопје. Прличко имаше он, имаше и не знам дали уште некој. Имаше, отидовме ние на воз, у Белград бевме некаков чарапичев брест на свадбено патување. Ете, тоа е таа прва свадба. Дали е точно да се го кажува другари? Па точно Добар возач беше. Точно беше, само уште тога другарите не ми беа испраксирани, а јас така, стварно, тоа беше пето приватно фичо у Скопје со регистрација М, Македонија 1175. Значи 175-та кола, 59-та година. Купено, 175-та кола во Македонија, тога и М беа, нали, по Републики Македонија, со и така натака. Али на втора свадба, после него тој што се женеше, у Пајкомало, не е тука со нас, овие другариве да ти ми вржат конзерви под фичото. И кој појдов јас со овие младенциве да ги однесам до Сталица, не подалеку толку, кој се растропа. А, не ме зафркава. Кога се растропа тоа фичото доле, ја реков се распадна фичото. Падна моторот. Јас имам по редослед, не по значение. 3 љубави во животот. Филателијата, извирништвото и најдобрата супруга, што би рекол на израелскиот писател на светот. Не по редослед, се извади јупка, се извади. Филателијата сам сум се бавил, сум ја стварал, а супругата ми ја донесе извирништвото. Ако мене прашувате сега каде јас со мојата сопруга, ќе ви кажам Делпоред Вардар, а финиширањето беше за 25 мај, бевме во делегација на роѓенден на Тито во Белград. Дружењето во вагонот од овде до Белград и враќање. Тука падна. Тука е резултатот. Покрај Вардар, покрај старото дрвено мост. Значи политичка врска. Не, он е Јас сум, сопругата е моја помлада, не сме иделе поред дрвено мостче, него кај новиот мост, тука тој дел, кај Кеот. Иначе сопругата ми е од Маџар Мало. Тогај да се земе карта за каубојски филм, па тоа било гужва, тоа било, зато имаше и тапкароши, тоа било тој што ќе излезе од тој ред што земал карта, целиот у вода беше, него имаме еден другар, Роко. чувен Роко, снажен еден вежбач беше наш иначе од класот, он кој ќе влезеше, у една рука, по 5 карти даваја само. Не повеќе. Не, 5 карти. И он со една рука ќе се пикне у тоа шалтерот, ќе земе 5 карти, па со другата да земе 5 карти да отиде му кино. Ама ние ќе му И кино дајме култура. пари, он ќе побегне од 5 час, ние ќе го вадиме дека како кубе, а Роко киде да вади карти. Да вади карти. И он
По 10 карти вадиш. Паѓа у несвест луѓе, имаше у кинокултура, бивша Уранија сега. Кои филмови се проектираат таму? Премиерните главно тамо да. Да, Премиерничките филмови? Премиерните премиерни, немаше нека. Знаете, на почетокот прво беа руските филмови. Александар Матрозов, потоа Крстарица Потемкин, па потоа Чапаев, кој ја го гледав 14 пати. Седморица смени. Четворица и така натаму. Потоа дојде Темина величествени, да, потоа дојдоа каубојските откровења, па Тарзан дојде, па Бална вода, па Чкалов порано беше во почетокот. Вардар за наше време. Јас не знам дали некој од овде има за работнички, а за мене викам, али сите сме биле во главном за Вардар. Па сега зависи, јас сум бил за работнички, пошто бев у Ај скијачки сега клуб. да направиме. Скијачки клуб. Не, скијачки. Зборуваме за фудбал. Инако јас можам да кажам, јас сум голем навијач на Вардар и ден денеска за фудбал и истовремено голем навијач на кошаркашки клуб работнички. Иако јас сум почнал малце и во Вардар како да тренирам, али работнички секој пат како кошаркашки тим ми бил Зошто вие работнички, а не Вардар? Затоа што сега малце дидеме на спортот. Може да те прекинем малку. Што имаше драма од Васил Илјовски 2:1. Работнички ја доби. Да. Ја гледал драмата из работнички. Готово. Ракометот израсна во Пајкомар, во Соколана, Соколана, тука имаше клуб Партизан и тој клуб беше во главном составен од тоа мало. И играше одличен ракомет. Тука може да ги спомнам браќата Божиновски, Часлав Божиновски, Зоран Божиновски, Милој Кретовалиев и така натаму, кој што дадоа еден Роко за разлика од работнички, кој што исто така имаше добар тим, а таму во работнички игра пак браќата Славко Матовски, како се вика, и Никола Матовски. Никола Матовски е моја генерација заедно, потоа игра Куновски и така натаму. Тие беа постојано големи ривали, нивните утакмици беа еден доживљај. Така да, тогаш мислам, тие дерби утакмици, од фудбал, од ракомет, од кошарка, сосема биле еден празник за спортот. Јас немам големо семејство, немам сестри, немам браќа и така натаму, меѓутоа тие ми се, овие овде луѓе ми се браќа и сестри, нивните сопруги. И така ги чувствувам. Поинаку никако. И секогаш така ќе биде сигурно. Ектен, минавме во старци, зборуваме само за минатот, за она што било, како било. Романтик. Има навака футуристичка желба, предпоставка, али не знам колку ќе биде остварали, ако што ние Лондон, нас едно култно место за собирање сега. Лозијето на Пенчич и неговиот тимот, да речам, ние исто така култно место кај што секоја година на 1 или 2 мај, се едно кога, се собираме и то некогаш многу повеќе и многу повесело. Сакам една работа, предпоставам, како би изгледало се едно такво собирање ако сите дојдеме со синовите, со децата и со внуците таму. Ја не можам да предпоставам колкава би била таа бројка на луѓе. Меѓутоа, Водете диалог меѓу вас. Да организираме. Меѓутоа, вака како идеја ми изгледа интересно. Знам дека е тешко да се оствари. Ќе ги убедиме. Сепак да се видат луѓето, се знаат кои се, што се, како се. Маливе не се знаат. Јас мислам не е тешко, затоа што прво нашите фамилии, нашите сопруги, сите добро се знаат и да речам долги години. И се стално присутни таму. Се стално присутни долги години и они се дружат меѓу себе. И они постанале добри другарки, добри колешки и така натаму. Далечни места, љубен мој, роден крај, во срце верно сам јас. Тие далечни места, во мојот роден крај, ме вика во душава знај. Полиња реки и липаво цвет, крај долово домот мој.
tije dalečni mesta, vo mojo roden kraj, me vika, vo duša vas znaj. I mislite moj sebeniren son,